Пеколно лето за Македонија. Високите температури, но и подметнувачите на пожари направија пустош од голем број шумски предели во нашата земја. Алармантни се бројките од статистиката која вели дека само овој месец се регистрирани 56 пожари, а опожарени се 4000 хектари. Пожарот на Женска планина Бистра се уште е активен. Непроодноста на местото им ја отежнува работата на пожарникарите. За деталите околу моменталната состојба со пожарите дознаваме од телефонската изјава за ТВ Нова на Надица Вочкова од Медија Центарот за известување на јавноста за пожарите. Во моментов пожарот на место викано Фрологоец, Женска планина на Бистра планина, кој во текот на вчерашниот ден беше локализиран, повторно е активен. Заради непристапноста на теренот, истиот се надгледува од вработени на шумско стопанство Лопушник од Кичево. Во текот на вчерашниот ден пожарот помеѓу селата Карапуница и Староец, општина Кичево, повторно се активира, а во вечерните часови е ставен под контрола. Во предподневните часови во текот на вчерашниот ден започнате шумски пожар на место викано Краста, атар на село Октиси, општина Струга. Во гаснењето на пожарот интервенира екипи на територијална противпожарна единица. Во текот на ноќта истиот е стишан и немачав. Во попладневните часови појавен е нов пожар во атарот на селата Девич и Грешница, место викано Попоец, во општина Македонски Брод. Гори ниско стеблеста шума од габер, смрека и даб. Во текот на ноќта екипите на територијална противпожарна единица од Македонски Брод и јавното претпријатие Македонски шуми пожарот го ставија под контрола. Исто така во атарот на селата Растеш и Заград повторно е активирано едно жариште, а во моментов се упатени екипи од јавно претпријатие Македонски шуми од Македонски Брод заради контрола на пожарите во село Грешница и село Девич и на претходно пожареното место на атар на село Брест. Во текот на вчерашниот ден, во попладневните часови, пријавен е пожар во атар на село Пирава. Со пожарот е зафатена нискостеблеста шума, а во гаснењето на пожарот интервенира екипи на територијалната противпожарна единица од Валандово, Дирекцијата за заштита и спасување и вработене шумско стопанство од Валандово, како и еден авион канатер на Дирекцијата за заштита и спасување. Во текот на ноќта пожарот е локализиран, а екипа од шумско стопанство од Валандово го контролира теренот. Досега е завршена постапката за 22 пожари. Процената е штета од околу 1 милион евра. Првичните анализи покажуваат дека дел од пожарите се подметнати, а дел се предизвикани од невнимание. 5 лица заработија кривични пријави за подметнување на пожари. Денеска Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по барање на јавното претпријатие Македонски шуми, даде согласност за повлекување на целосната и враќање на делумната забрана за движење во шуми. Оваа делумна забрана не важи за регионите каде што е прогласена кризна состојба, односно за Македонски Брод и Чашка. Таму останува на сила целосната забрана за движење во шуми. И покрај враќањето на делумната забрана и во следниот период ќе има засилени контроли на терен од страна на шумската полиција и инспекторатот за шумарство и ловство. И Балканот е деновиве под оган. Веќе 3 дена беснеат страшни пожари и кај нашиот јужен сосед. Во Грција има околу 90 пожари во моментов, пошто е прогласена вонредна состојба во државата. Во близина на Атина изгореа стотици хектари борова шума. Грчките власти побараа помош од Европската унија. И во Црна Гора има 3 активни пожари.